Минималната плата останува неизвестна. Мартовските пензии зголемени за 2500 денари. Цената на златото највисока досега. Путин и Витков согласни за потребата од разговор меѓу Трамп и Путин. Со 15 минути вежбање дневно до посакувани резултати. Мики Крстев лишен од наследство поради непризнавање на покојниот татко во изводот од родени. Прашањето за висината на минималната плата останува отворено, бидејќи синдикатите и владата не постигнаа договор. Работниците бараат покачување кое ќе го следи растот на трошоците за живот, додека работодавците предупредуваат на можни економски последици. Синдикатите инсистираат на итно усогласување на платите со инфлацијата, тврдејќи дека многу семејства веќе се соочуваат со финансиски потешкоти. Владата, од друга страна, се обидува да најде компромисно решение кое нема да го загрози стопанството. Од стопанските комори велат дека зголемувањето на минималната плата без продуктивност може да предизвика отпуштање. Според нив, неопходно е владата да обезбеди дополнителни мерки за поддршка на компаниите. И покрај преговорите, конечна одлука се уште нема. Синдикатите најавуваат можни протести доколку нивните барања не бидат исполнети, а владата останува на ставот дека потребно е темелно анализирање пред носење на одлука. Пензионерите овој месец ќе добијат зголемени пензии за 2500 денари, согласно најновото усогласување. Владата соопшти дека покачувањето е резултат на економските мерки за подобрување на животниот стандард на највозрасната категорија граѓани. Зголемувањето е дел од редовното прилагодување според растот на трошоците за живот и просечната плата. Од Сдруженијето на пензионери го поздравуваат покачувањето, но истовремено бараат дополнителни чекори за подобрување на финансиската состојба на најранливите. Министерството за труд и социјална политика уверува дека исплатата ќе биде навремена и дека пензионерите нема да имаат никакви административни пречки при подигнување на средствата. Дополнително, најавено е дека и во иднина ќе се работи на подобрување на пензискиот систем. Иако оваа вест донесе олеснување за пензионерите, економистите предупредуваат дека секое зголемување треба да биде одржливо и усогласено со буџетските можности, за да се избегнат дополнителни финансиски притисоци врз државата. Цената на златото достигна рекорден максимум, поставувајќи нови историски граници на финансиските пазари. Експертите ова го припишуваат на глобалната економска неизвестност, инфлацијските притисоци и геополитичките тензии. Инвеститорите се повеќе се свртуваат кон златото како безбедно засолниште, додека централните банки ги зголемуваат своите резерви. Аналитичарите предвидуваат дека растот на цената може да продолжи, особено ако нестабилноста во светот се продлабочи. Побарувачката за злато е зголемена и кај индивидуалните инвеститори, кои во услови на можни финансиски турбуленции бараат сигурни начини за заштита на капиталот. На берзите, тргувањето со благородниот метал е во пораст, а прогнозите за следните месеци се оптимистички. Сепак, дел од финансиските стручњаци предупредуваат дека можно е да дојде до корекција на пазарот. Тие советуваат внимателност при инвестирањето, бидејќи цените и покрај позитивниот тренд може да претрпат одредени флуктуации. Креми потврди дека специјалниот пратеник на американскиот претседател Доналд Трамп, Стив Витков, се сретнал со рускиот претседател Владимир Путин за време на неговата посета на Москва. Портпаролот на Креми, Дмитрий Песков, изјави дека двата претседатели се согласиле за потребата од разговор, но точниот датум за средбата се уште не е договорен. Песков нагласи дека точниот термин за разговорот ќе биде одреден откако Витков ќе му ги пренесе сите информации на Трамп што ги добил во Москва. Според Креми, постои разбирање дека разговорот меѓу двата лидери е неопходен за подобрување на билатералните односи. Двете страни се согласиле дека разговорот ќе биде клучен за идниот развој на односите меѓу САД и Русија. Новинските агенции известуваат дека и Песков истакнал важност на продлабочување на диалогот помеѓу двата претседатели. Вистина е дека малите промени во физичката активност можат да бидат пресудни за здравјето. Физиологот за вежбање Кейти Лофтон истакнува дека луѓето често наоѓаат изговори за да не тренираат, бидејќи одењето во теретана и самиот тренинг им одземаат многу време. Вистина е дека дури и 15 минути тренинг дневно може да има значително позитивно влијание. Американското здружение за срце препорачува 150 минути умерена или 75 минути интензивна физичка активност неделно, а тренирањето 15 минути дневно доведува до 105 минути вежбање неделно, што е блиску до препорачаното.
Вистина е дека овој краток тренинг може да го подобри кардиоваскуларното здравје, расположението, имунолошкиот систем, метаболизмот и контролата на шеќерот во крвта. Студија од 2022 година потврдува дека само 15 минути енергично вежбање може да ги намали шансите за прерана смрт. Вистина е дека не е важно само времетраењето на тренингот, туку и неговиот интензитет. За поискусните вежбачи, тренинзите со висок интензитет може да бидат наефикасни, додека почетниците треба да започнат со полесни активности за да избегнат повреди и преголем замор. Вистина е дека редовното вежбање влијае не само на физичкото, туку и на менталното здравје. Истражувањата покажуваат дека кратките дневни тренинзи можат да го намалат нивото на стрес, да ја подобрат концентрацијата и да го зголемат нивото на енергија во текот на денот. Вистина е дека секојдневното вежбање бара разновидност за да остане одржливо на долг рок. Комбинирање на кардиовежби, јога, истегнување и тренинзи за сила може да помогне во спречување на здодевноста и подобрување на целокупната физичка кондиција. Вистина е дека одморот е подеднакво важен како и вежбањето. Тренерите советуваат барем 1 до 2 дена во неделата да се посветат на нискоинтензивни активности, како одење, за да му се овозможи на телото да се опорави и да се избегнат замор, намален имунитет и прекумерна мускулна болка. Мики Крстев е лишен од наследство откако не му бил признат покојниот татко во неговиот извод од родени. Судскиот процес кој се води веќе неколку месеци открива дека таткото на Крстев не бил внесен во матичните книги како негов родител. Согласно законот, ова значи дека Крстев не може да наследи дел од имотот на таткото, бидејќи правно не е признат како негов син. Според изјавата за Слободен печат, негови адвокати, семејството и Крстев се во шок од одлуката на судот, бидејќи никогаш не било оспорувано неговото потекло. Крстев планира да поднесе жалба, бидејќи смета дека е неправедно третиран во оваа ситуација. Судењето продолжува, а адвокатите се надеваат дека ќе успеат да докажат дека кривичната грешка во матичната евиденција не треба да го лиши од наследството. Овој случај отвора сериозна дебата за важноста на точните податоци во матичните книги и како тие влијаат на правата на наследниците. Минималната плата останува неизвестна. Мартовските пензии зголемени за 2500 денари. Цената на златото највисока досега. Путин и Витков согласни за потребата од разговор меѓу Трамп и Путин. Со 15 минути вежбање дневно до посакувани резултати. Мики Крстев лишен од наследство поради непризнавање на покојниот татко во изводот од родени.